Секавате минатиот пат, минатата сабота започнавме една нова серија, која што нема да биде многу долга, но ќе видиме, не знам колку делови се уште ќе има. Ја насловив како кога Господ прашува, че кога Господ поставува прашање. И да се подсетиме минатиот пат, уште на самиот почеток, значи во 3 глава Битие, откако Адам и Ева ќе сгрешат, ќе ја прекршат единствената заповед, да не јадат од дрвото што е во средината на градината, дрвото на познавање на добро и зло. Господ доаѓа, ги бара, тоа е нашиот Господ, не е онаков како што ѓаволот го представува, туку тоа е оној кој што превзема иницијатива, тоа е оној кој што не му е мило да има раскинат однос со нас, туку секојаш пристапува, секојаш е тука за да го воспостави односот и му пристапува на Адама, доаја. И првото прашање беше упатено до Адам, но упатено и до секој од нас. И многу битно, клучно исто така прашање. Каде си, Адаме? Адам се крие за прв пат. Срам, страф од Господа, сите оние пропратни последици на гревот, Адам се крие. И видовме дека тоа не е единствено едноставно прашање каде си, кобајаги Господ не знае каде е Адам, Господ знае се, меѓутоа каде си, во каква состојба си, што стори, што направи, подосна прашањето упатено до Ева, меѓутоа прашање и до Адам, прашање и до секој од нас. Што стори? Да не јадеше, едно од прашањата беше од забранетото дрво. Господ се знае. Господ знае каде е Адам, Господ знае што направил, но Господ намерно ги поставува овие прашања, видовме минатиот пат, дека не е тоа откритие на Сократ, не е тоа Сократова метода на поучување, туку уште Господ се служил со прашања за да слушателите, за да оние кои што се актери во случајов Адам и Ева и Каин и Авел, ги спомнавме, дојдат до одговори и дојдат до спознание на состојбата во која што се и до решението на проблемот. Секавате прашањето упатени до Каин, уште кога намислил да го убие својот брат Авел, кога се налутил, затоа што неговата жртва не била примена од Господа, се прашањата, зошто си лут? Зошто ти се измени лицето? Видите, Господ приметува и такви ситни работи, детали, кои што всушност се предзнак на гревот, односно зачеток на гревот, уште тие негативни емоции, кои што можат лесно да доведат, лутината, гневот, лесно доведуваат и до убиство, како во случајот со Каин. И Господ и тука настапил, се обидел да ја поправи ситуацијата, односно да му укаже на Каина дека ќе направи големо зло, да не го прави тоа. Каин не послушал, Каин скокнал, го убил Авела и следува прашањето каде е брат Авел? Кобајаги пак, Господ не знае каде е Авел. Господ знае со тоа што му вели вика крвта негова од земјата. Таа равнодушност која што и уништување на меѓучовечките односи што ги прави гревот. Страшни последици. Што направи прашањето? Што стори? Истото прашање до Адам и Ева поставено. Исто прашање до нас денеска. Што направи? Сакајќи Господ преку овие прашања да и Адам и Ева, уште на почетокот, и Каин сватат колку е скап гревот, колку е страшен гревот сушто. Тоа е оно што како прво грешникот треба да го разбери, да го свати. За да побара чаре, нели? Ако мисли дека тоа е ништо, ако е ситница, нели некоја, ситница не е затоа што има страшни последици. Последиците на првиот грев на Адам и Ева, еве ние ги чувствуваме ден денеска и ги чувствуваат и генерации пред нас и после нас. Но Адам и Ева ја прифатиле жртвата, го прифатиле планот на спасението. Се сеќавате уште она ветување во 3 глава 15 стих.
Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, зборови упатени од Господа до змијата, односно до ѓаволот, еве таа голема борба. Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и нејзиното семе. Семе со голема буква. На кој се однесува? Кој е семето? Галатјаните 3.16. Лесен е за пометање, затоа што Јован 3.16. Дали го пометиме како еден од златните стихови. Галатјаните 3.16. Семето е Исус Христос. И Адам и Ева поверувале, се фатиле за ова ветување, и знаеме затоа и Ева верувала дека уште првиот нејзин син Каин и може би ете тој откупителот, тоа семе. За жал се покажало тоа како неточно, Каин станал првиот убиец, но поентата е Адам и Ева ја прифатиле жртвата. Го прифатиле ова ветување. Тоа се гледа од тоа што подоцна прифатиле и дозволиле да Господ ги соблече првинот смоквиното лисие, па потоа ги облече во кожа од жртвите кои што паднале тогаш, место тие да загинат. Еве Господовата милост уште на почеток. Адам и Ева ја прифатиле и Јавел ја прифатил жртвата, тоа го покажал со тоа што на олтарот донел едно од јагне, значи еве од стадото негово, значи паднала крвна жртва, како што Господ кажал, но Каин не ја прифатил. За жал. Господ бил милостив од старт до крај, и затоа и му ставил знак, нели, за оној Каинов знак, за кој што зборувавме, за да го заштити, да не се случи да пред време биде убиен, односно да му даде време на милост, за да се покае. Господ, како што вели во Петрово послание, и затоа и се бави, како што не се бави всушност, изгледа дека се бави, затоа што е милостив и чека сите да дојдат до покаяние. Тоа е нашиот Бог. И сега, следствено на ова, кога грешникот, еве како Адам и Ева и Авел ја прифаќаат, односно сваќаат што е гревот и што треба понатаму го прифаќаат планот на спасението, следствено на ова следи едно важно прашање, после овие 4 прашања кои што ги читавме во 3 глава Битие и 4 во 4 глава Битие, упатени до Каин, следува едно многу важно прашање, кој што прашање го наоѓаме во Новиот Завет. Че реков минатиот пат дека еден куп прашања има во Библијата, кои што Господ ги поставува, меѓутоа нема сите секако да ги обработуваме, туку оние кои што се посебно битни и важни, за да направиме една целина. Матеј 16 глава 13 стих. Овде има исто две прашања и повторно првото прашање Исус го поставува до учениците за да полека ги доведи до второто прашање и до соодветен одговор, одговорот кој што тој го барал да го слушне од нив. Ајде да видиме зашто станува збор. Матеј 16:13. А кога Исус дојде во околината на Кесарија Филипова, че еден незнабожечки крај, кој што имало идоли еден куп, богови еден куп, кипови, храмови, ги праша своите ученици и рече, интересно прашање во склоп на целото обкружување кое што се наоѓало во Кесарија Филипова. Че ова е различно од оној град Кесарија, кој што се спомнува во Дела апостолски. Ова е Кесарија Филипова, затоа така. Е насловена за да се разликува. Ги праша своите ученици и рече, еве кој е прашањето. Што велат луѓето? Кој е синот човечки? Алудирајќи на себе. Зошто се нарекува син човечки? Но многу места стои ова. За да се поистовети со нас. Исус дојде и стана еден од нас. Човек се изедначи со нас, да. За да се спушти толку ниско доле, за да нас не подигне. Значи, прашањето е до учениците, што велат луѓето кој е синот човечки? Значи, обичната раја, народот, што вели за мене? Не дека на Христа му е во случај многу битно, што велат луѓето, мислам, битно му е во смисла на спасение на тие души. Меѓутоа, ќе видиме што е побитното. Видите, не прашува што велат старешините, што велат водачите. Ништо му било јасно што велат, мислам, му било јасно и народот што вели, меѓутоа на многу места наоѓаме што мислеле водачите и старешините за жал на се уште тогаш Божјата црква, Божјиот народ. Ајде да читаме во Матеј, значи наназад малку се враќаме во 10 глава, тамо 25 стих.
Што мислеле старешините? Водачите за Исуса. Затоа и направили хула на Свети Дух. 10.25 Матеј. Ова се зборови на Исуса, но кој што одговарат на ова прашање. Доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекува како? Велзевул. Колку повеќе неговите домашни. Сте имале некојаш ситуација кога може би на почетокот сте тргнале по Божиот пат, а ќе слушнете коментар овој демонизиран, овој забегал, овој по ѓаволот тргнал. И остава верата, нашата православна вера на нашите предци. Меѓутоа, стихот, да, стихот кажува, како го нарекувале Исуса? Велзевул. Управителот на демоните. Тоа значи Велзевул. Односно што? Со други зборови. Кој е тој кој што управува со демоните? Ѓаволот. Замислете си водството во Божиот народ го нарекува Исуса ѓавол. Така да ништо чудно некојаш и да ни залепат таква етикета и на нас. Значи, прашањето е што велат луѓето. И еве го одговорот. 14 стих во 16 глава, значи Матеј се враќаме. А тие рекоа, значи учениците одговараат во името на народот од она што го слушаат, и пак ќе кажем Исус сето тоа го знае. Но поставените прашања се со одредена цел. И еве го одговорот. Тие рекоа, едни велат дека Синот човечки е Јован Крстител. Од каде ова? Кој сметал дека може би Исус е Јован Крстител? Оној кој што се плашал највеќе од целата ситуација. Кој е оној виновникот за екзекуцијата и сечењето на главата на Јован Крстител? Ирод. Да отвориме, значи малку наназад, пак во 14 глава Матеј. Значи, тука сме во Матеј. Први и втори стих. Во на време четворовласникот Ирод го чу гласот на Исус. Слушна за Исус. За сите негови чуда, лечење, така натаму. И им рече на своите слуги, тоа е Јован Крстител. Воскреснал, се вратил од мртвите и сега тешко мене. Со други збори. Се плаши затоа што и вика затоа силните дела действуваат во него. И потоа кажува зошто е овој негов оправдан страв. Ирод сметал дека во Исуса всушност добил, се случила некоја реинкарнација на Јован Крстител, односно дека воскреснал. И тоа еш многу не верувале во воскресение, меѓутоа ете чудно како човек од страв ќе каже нешто што може би не верува многу во тоа. Ајде да отворим во Јован прва глава, дека не е Исус Јован Крстител, дека Исус и Јован Крстител се две различни нешта, две различни личности. Самиот Јован многу јасно кажува во своите проповеди. Што кажува Јован Крстител за себе? Доаѓаат кај него и кај него праќаат луѓе во прва глава Јован 19 стих. А ова е Јовановото сведоштво вели кога јудејците од Ерусалим му испратија свештеници и левити за да го прашаат кој си ти. Многу биле заинтересирани они за било каква појава и лик во тоа време кој ќе се појави, ќе предизвика големо внимание и кај широките народни маси, затоа што сето тоа ги тангирало нив пред се. Му испраќаат луѓе, старешини и левити да го прашаат кој си ти. И призна, не одрече, та им исповеда. Јас не сум Христос. Првото што го кажува, јас не сум Месијат. Јас не сум Христос. Да им е јасно, значи. И го прашаат тогаш, што, Илија ли си? Во одговорот на учениците, еден од одговорите е и дека народот мислел дека Исус е Илија. Зошто? Како завршува Стариот Завет во Малахијата? Дека ќе дојде Илија, повторно. Ветено дека ќе дојде Илија, односно и Јован Крстител може да се каже дека бил Илија под наводници, всушност дошол и проповедал во неговиот дух, како што ќе биде на крајот со третиот Илија.
Но, вели, значи го прашуваат, па Илија да не си? Не сум, одговори. Да не си пророк? Не, одговори. Тош му рекол, кој си? За да можеме да им одговориме на оние кои што ни испратија. Не можеме сега да се враќаме. Не пратија за тоа, мораме да им вратиме одговор на надлежните таму. Што велиш ти за себе си? И рече, јас сум глас на оној кој вика во пустината, израмнете го Господовиот пат, како што рече пророкот Исаија. Испратените беа, да, значи, што кажува Јован Крстител? Јас сум предходникот на Месијата, јас сум оној кој што ќе го подготви патот за неговото доаѓање. И подолу им вели дека тој крштева со вода, но ќе дојде еден кој што е поголем од него, на кој што тој не е достоен да му ги врзе обувките, укажувајќи на Исуса како на јагнето Божие во 29 стих. Утреден Јован го виде Исуса како доаѓа при него и рече, значи кога Исус доаѓа да биде крстен, еве го Божието јагне. Еве го ветениот Месија, еве ја жртвата која што ќе се принесе еднаш за секојаш за спасение на гревовите. Директна врска ова има и со Битие 3.15, она ветување кој што првобитно било дадено на Адам и Ева. Ово е оној за кого ви реков, по мене доаѓа човек кој постоеше пред мене, зашто беше пред мене. Затоа што е од света вечно, затоа што е Бог, Бого-човек. Јас не го познавав, но затоа дојдов да крштевам во вода, за да му го објавам на Израел. Јован сведочеше, уште го видов духот да слегува, значи е го сведоштвото негово. Видов како слегува духот врз него и застанува на него, и тој е оној кој ќе крштева во светиот дух. И јас видов и сведочам дека тој е Божиј син. Тој е Божиј јагне, вели први, на потоа вели, тој е Божиот син. Тој е Месијата кој што го чекате. А јас сум само неговиот претходник, оној кој што го подготвува патот. Спомнав, следниот за кој што народот мислел дека е Исус е Илија. И кажев и зошто. Затоа што е ветено од пророкот Малахија дека Илија повторно ќе се јави во последните дни. И кажавме и на што се мисли. И дека Исус не е ни Илија. Која е третата особа овде спомната? Значи во 14 стих во одговорот. Други пак велат дека си Еремија. Се интересно зашто Еремија се спомнува овде. Може би затоа што, видите какви зборови кажал Бог за Еремија, која го повикува. Еремија 1.10. Да отвориме во книгата на пророк Еремија 1.10. Знаете, сите тие го чекале Месијат. Цел Израел. И за жал уште го чекаат, затоа што го отфрлили, не го препознале Месијата во Исуса. Но имале многу искривена слика за тоа кој е Месијат и што ќе направи кога ќе дојде. И еве, дел од тоа го користеле и овој стих од Еремија 1.10. Книга на пророк Еремија 1.10. Еве зашто некои сметале дека можеби и Исус е Еремија. Слушнете го стихот. Ете те поставувам денес над народите и над царствата, за да истребуваш и разурнуваш, за да сотираш и ништиш, за да градиш и садиш. Оваков Месија сакале тие. И затоа ја очекувале од Месијата, дека како прво ќе го разурне Римското царство, ќе ги ослободи и така натаму, и ќе владе. И тие ќе владеат заедно со него. И затоа сметале дека можеби Исус е и Еремија. Или пак еден од пророците. И видите, ова не е нешто, можеби, овие одговори се до некаде, приближно, не дека се точно, меѓутоа има по нешто точно ова, затоа што значи, и Илија бил добар, и верен, и земен на небото, и Јован Крстител, верен, побожен, и Еремија исто така. И самиот Исус навистина бил пророк. Но не само пророк, не само човек, туку многу повеќе од тоа. Месијата е и Бог, и човек. Единствено само тој може да биде оној кој што ќе не избави од гревот, од проклетството на гревот, од самото присуство на гревот.
Тоа е оно што тие не можеле да го сватат и затоа во Исуса и не можеле да го видат луѓето како луѓе. И како што кажав, ова прво прашање било само за да ги подготви учениците за второто прашање кој што било директно поставено во нив. И читаме понатаму. 15 стих. Тогаш Исус им рече, значи тој им рече: а вие што велите, кој сум јас? И ова е неверојатно важно прашање. Како она прашање каде си, што направи да не набра од дрвото, забрането дрво, односно го прекрши законот, која ти е состојбата, сгреши, направи греф, страшно нешто. Ова е многу битно прашање. Кој е Исус? Кој е Исус за нас? Кој е Исус во нашиот живот? Ако не го прифатиме и сватиме како Месија, како Богочовек, пазите, денеска во христијанскиот свет и ни сите векови се обидуваат да дадат одговор на ова прашање, што мислиме едноставно, меѓутоа ете комплицираат, едноставните работи се комплицираат. Денеска некој смета дека, мислам во христијанскиот свет, дека христијанскиот свет. Еве, јакои сведоци можеби не спаѓаат во христијанскиот свет, тие сметаат дека Исус е само пророк, добар човек, тамо добар говорник, така натаму. Дека не е Бог. Ја не знам што да кажам за оние адвентисти кои што се дрзнуваат да објаснуваат дека Исус, да, Исус е Син Божи, точно, Исус е Син Божи. Не зел само улога да биде Син Божи. Исус е Син Божи, меѓутоа дека се родил тамо некаде во вечност. Епа нека ми го објасни некој тоа од луѓето, како тоа Исус е вечен, Исус е Бог и Исус се родил некојаш тамо во вечност. Па значи не е вечен, ако се родил. Ако има до некој момент, значи он не постоел, така испаѓа. Меѓутоа тоа е друга тема, тоа се тешки теми во кои што ја не знам зашто навлегуваат некој, си немаат друга работа и комплицираат оно што е едноставно. Но прашањето е овде, прашањето за тоа време било Исус сакал да го постигне она со овие прашања, да го прифатат и признаат како Месија, да го препознаат како Месија. Тоа било клучниот момент. Кој е за нас Исус исто така е многу битно. Ако тој е само еден обичен човек, ако тој е само некој тамо во давнешно време човек кој што живеел и бил добар кон сите и лечел, значи бил и добар лекар, добар говорник, така натаму, тоаш ни нема спас од гревот. Не може да го реши главниот проблем со гревот. Кој сум јас е прашањето и Петар како од пушка, често пати е прв, он го искажува всушност мислењето на сите ученици овде. Не дека само тој знае, препознава во Исуса Месија, туку секојаш брз да каже и како случајно или не, ама за среќа овој пат го погодил. Често пати, знаете, Петар во брзината и грешел, меѓутоа овој пат погодил прашањето, односно одговорот на прашањето. Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, значи ти си Месијата. Признание дека тие веруваат дека тој е Месијата, син на живиот Бог. Да, Петар одговора точно. Човечкиот син е и син на живиот Бог. Значи тој е и човек 100%, ама и Бог 100%, и тој е Месијата, тој е оној кој што требаше да дојде, е дошол. Тој е одговорот на прашањето. Тоа треба да биде и наш одговор. Кој е Исус за нас? Тој е Месијата, тој е ветениот Месија кој што требаше да дојде, го положи својот живот на крстот за да обезбеди спасение од гревот. Клучно прашање. Но, како и секојаш, како и Каин и Авел, кои што се представници на две групи на луѓе, само две групи на луѓе постојат сушност на светот. Авел ја признал таа жртва, која што укажувала на Месијата, кој што ќе дојде и ќе се принесе една за секојаш. Каин не ја признал. Каин си терал по свое, Каин си воспоставил свое богослужение,
свој начин на служење на не секако на вистинскиот Бог. Затоа што еден е начинот како му се служи на Бог. Сите други начини се погрешни. Така и денеска е. Така било и во Христово време. Да отвориме во Лука 23 глава да се позабавиме малку со случајот со двајцата злосторници кои што виселе од лево и од десно заедно со Христа на крстот. Во 23 глава Лука. Овде одзвонува истото прашање во целата толпа народ што се тука. Меѓу овие двајца кои што висе, тие долу кои што се, сите се прашуваат како сега, значи, затоа што иако Петар, не е тоа предмет на проучување, во истата глава, 16 глава, Матеј, Петар погодил, точно одговорил, ти си Христос, ти си син на живиот Бог. Подолу што прави во главата, во таа иста глава? Ќе упрска работата повторно. Многу вообичајно за Петар. Кога Исус ќе почне да им зборува дека да, еве, јас сум Месијата, тоа било и целта всушност на неговите прашања. Сакал да ги подготви на тоа дека Месијата е дојден за да го положи својот живот на крстот Голготски, да умре таму во Ерусалим. Петар што му одговара на тоа, знаете? Да не даде Бог, нема шанси. Нема шанси ти да загинеш, не можел да оствари тоа. Не само Петар, и сите ученици. Тоа било тешко за поверување. Како тоа сега Месијата, нивниот Бог, ветениот Месија, треба да загине, да го даде животот. И Исус во таа прилика му рече, излези од него Сатано. Односно, бега од мене Сатано. Мислејќи на Сатаната, кој што всушност проговорил преку Петра. Значи да, тие верувале, тие го препознале како Месија, па има и други случаеви, не ги читавме. Еве, ајде, за воля на вистината и на темата, во Јован, само 6 глава, ќе се навратиме пред значи да читаме во Лука, 23 глава, може да држите прст, да се навратиме во Јован 6 глава, тамо на крајот од главата. После онаа тврда беседа Исусова, дека тоа е лебот на животот и дека треба да се јаде неговото тело и да се пие неговата крв. Во 66 стих вели, оттогаш мнозина од неговите ученици се врати и не одеа веќе со него, значи после таа тврда беседа. Исус им рече на 12-мината, да не сакате и вие да си отидете. Симон Петр му одговори, еве го повторно, Симон Петр прв. Господи, при кого да отидеме? Господи го нарекува и вели понатаму. Ти имаш зборови на вечен живот. Ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Еве го истиот одговор од Петар. Таму во прва глава Јован, најде и само и тоа да го прочитаме на кратко, првата глава од Евангелието по Јован, уште кога Исус ги повикува учениците. Повторно Петар и неговиот брат Андреј, што препознаваат во Христа? Уште на самиот почеток кога се повикани. Че ова не е единствениот момент. Значи, прва глава Јован, 40-41 стих. Еден од двајцата кои тргнаа по Исуса, откако ги чуе Јовановите зборови, беше Андреј, братот на Симона Петра. Значи, кои Јованови зборови? Оние кои што ги читавме претходно. Каде што Јован сведочи за Исуса дека е Божието јагне, дека е Син Божи, дека е ветениот Месија. И, значи, Андреј, братот на Симона Петра, тој го најде првин брата си Симона и му рече, го најдовме Месијата. Уште на старт, кога се повикани. Го најдовме Месијата, помазаникот. И така потоа нели го доведува кај Исус и така натаму. Значи не е прв пат. Тие веруваат дека тоа е Месија, меѓутоа имаат погрешен концепт за тоа кој и што треба да стори Месијата. И затоа и Петар упрскал работата таму во истата глава, Матеј 16 глава. И сега да се навратиме во Лука 23 глава на кратко да го видиме овој случај со двајцата злосторници кои што висат на крстот. Едниот од лево, другиот од десно на крстот на кој што висел Исус. А водеа од 32 стих читам, 23 глава Лука, 32. А водеа и други двајца разбойници за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму раснаа него и злочинците, едниот од десно, а другиот од лево. А Исус рече,
татко прости им, оти не знаат што прават. Еве уште еден момент кој што многу јасно кажува кој е Господ во големата борба, а кој е ѓаволот. Кога го делеа неговото облекло, фрлија ждрепка, народот стоеше и гледаше, а старешините се ругаа велејки. Како се ругале старешините? Оние кои што го нарекувале Велзевул. Сега го гледаат на крстот и велат, други спаси, нека се спаси сами од себе си, ако тој е Христос, ако тој е Месијата, нека се спаси и себе си. И другите. Значи, дали веруваат дека Исус е Месијата или не? Па се гледат и се исмејуваат на фактот дека е овој што е на крстот е Месијата. Божи избраник. Му се посмева и војниците кои му се приближуваа и му даваа кисени и велеа, ако си јудејски цар, спаси се самиот. За нив не е битен Месија, не очекуваат тие Месија, меѓутоа, ако е тој некој цар, еве, како Цезарот, Кезарот, нека се спаси самиот. А над него имаше надпис, напишен со грчки, латински, еврејски букви, овој е јудејскиот цар. Това е надписот. А еден од обесените разбойници го хулеше. Че сега се пренесува сликата на овие двајца разбойници кои што висат од лево и од десно. Едниот го хули и истото прашање. Зар не си ти Христос? Ти ли си Месијата? Спаси се себе си и нас, ако е тоа случај. А другиот во одговор го укори. Сега, внимателно, често пати ги цитираме овие зборови на другиот, од десно. Зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден? И ние сме праведно осудени, зашто го примеме заслуженото од тоа што сме го сториле. Но овој не направи ништо зло. Никакво зло. И внимајте што вели. И рече, Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. Покажал една едноставна вера на крстот, висејки на крстот, пред да умре, што се вика, во 11-тиот час. На крајот го признал Исусе како цар, и тоа како цар на царевите, и како Месија. Како оној кој што дошол и со тој чин, всушност, овозможува, со таа жртва кој што е дал, овозможува спасение и на него, и на секој оној кој што ќе поверува. И светот е денеска исто така поделен, како и овие двајца разбойници. Едните хулат, се подсмеваат, а другите го прифаќаат Месијата. Другите знаат кој е Исус. Многу клучно прашање. Кога грешникот ќе свати каде тргнал, дека скинал од забранетото дрво, односно го прекршил законот, кога ќе свати што направил, дека гревот е страшно нешто, тогаш треба да се обрати кон Исуса, да го прифати како онаа конечна жртва, да го прифати како Месија, како Спасител, како Избавител. Дали Исус е Месија за нас? Дали Исус е Синот Божи? Дали Исус е оној кој што дојде да се принесе за нас, за да можеме ние да бидеме очистени од гревовите, да бидеме спасени. Дела 4.12, со овие 2-3 стихи завршуваме. Зошто е битно да знаеме кој е Исус? За жал, денеска мнозина сметат дека е само пророк, цела една верска деноминација. Да, тој е Месија. Значи, Дела 4.12, познатиот стих. Нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме. Можно ли е спасението преку некој друг, на друг начин? Не. Точка. Крај. Во Римјаните 7 глава, кога Павле вистински ќе осознае каде е. Римјаните 7 глава. Иако сметал дека е верен, безпрекорен, што се однесува вика до законот, бев безпрекорен. Така сметал, дека го држи во најмала ситница, но се дека не се сретнал со Исуса Христа и сватил колко е грешник тогаш. Сватил дека не може сам, како што истакнавме во пуката, не можеме сам против самите себе, против гревот, против злото во нас, против сатаната, заедничкиот непријател.
се срушил Павле и вели во 24 стих тамо од 7 глава Римените, беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело. И веднаш потоа извикува, еве кај е решението. Му благодариме на Бога преку Исуса Христа, нашиот Бог, нашиот Господ. Исус Христос е решението. И Јован 15.5, како точка, но ова наше денешно излагање 15.5, Јован 15.5, јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Нека мој слава на Бога, што вака го осмислил планот на спасение. Ако можевме ние нешто, кај ќе ни беше крајот. Ние не можеме ништо, драги браќи и сестри. После прашањето каде си, што направи, после прашањето дали скина од забранетото дрво или сгреши, кај е твојот брат исто така? Многу силно прашање. Што стори, што направи, доаѓа многу битно прашање, клучно прашање, кој е Исус? Нека му е слава на Господа. Господ го пратил својот син, Исус е неговиот син, Исус е Месијата, Исус е и Бог, Исус е и човек, Исус е оној кој што го положи животот, за да можеме ние да живееме. И тоа е единствениот начин за спасение, нема друг. Фала, нека му е на Господа. Амин.